Премиерот Никола Груевски прифатил предвремени избори заради стабилноста на државата и, како што изјави, да не продолжи агонијата до 2018-та, со ширење омраза, со раскарување на граѓаните, создавање неизвестност, страф меѓу луѓето, меѓу инвеститорите, бизнис заедницата и кај компаниите кои отвараат нови работни места. За мене многу поважно е стабилноста на државата, стабилноста и сигурноста на граѓаните, сигурноста на бизнисот, сигурноста во отварањето нови работни места кои не смееме да дозволиме да заплат. Со нашата реакција покажавме и сигурност во ставовите на граѓаните во правец на нашата поддршка, во поддршката на нашите политики, реформи и проектите кои ги ветуваме и реализираме, на зголемувањето на платите, пензиите, социјалната помош, отворањето илјадници нови работни места како никогаш досега, привлекувањето нови компании и од земјата и од странство, поддршката на земјоделците, инвестициите во здравството, во образованието и во сите други сфери, истакна Груевски во изјава за телевизија Сител. Тој додаде дека нивниот чекор е покажување и сигурност во уверувањето дека ВМРО ДПМН повторно ќе добие довербата од граѓаните. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Фатмир Бесими е во Атина, каде има средба со грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Според кабинетот на Бесими, тема на дискусијата ќе биде унапредувањето на билатералната соработка меѓу двете држави во насока на поддршка на евроатланската интеграција. Како што соопшти грчкото МНР, по средбата Кодзијас и Бесими ќе имаат работен наручек. Други детали не се соопштуваат. Владата усвои предлог закон за дополнување на Законот за здравствено осигурување со кој се решава проблемот со кој се соочуваат 20.000 граѓани. Се ослободуваат од кривично гонење оние за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело по член 380 од Кривичниот законник, односно употреба на исправа со невистинита содржина, односно на лицата кои што во постапката за пријавување во здравственото осигурување пред фондот поднеле изјава со невистинита содржина за остварување на приходите во претходната година. Законот предвидува и запирање на кривичните постапки кон лицата кон кои се започнати истите и потполно се ослободуваат од извршување на казната, се определува бришење на осудата и се укинува правната последица на осудата на лицата кон кои веќе се донесени судските пресуди. Се работи за бројка од околу 20.000 граѓани, односно околу 12.000 граѓани кон кои се веќе отпочнати постапките и над 8.000 граѓани кон кои се уште не се отпочнати правните процедури. Сите заинтересирани граѓани од денеска ќе можат по електронски пат да ја проверуваат состојбата на податоците за уплатен стаж. Заинтересираните претходно треба во фондот за ПИОМ да подигнат корисничко име и лозинка со кој ќе се обезбедат пристап до податоците. Овој проект, како што информираше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, е во насока на поголема информираност на граѓаните за состојбата со нивниот пензиски стаж. Членовите на раководството на грчката владеачка партија Сириза тврдат дека нема да го прифатат договорот што го предложиле кредиторите на Грција на состанокот на грчкиот премиер Алексис Ципрас со лидерите на Европската унија. Ципрас синоќа во Брисел имаше средба со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и со шефот на Еврогрупата Јерун Дејселблум, посветена на можностите за постигнување компромис во спорот за долгот на Атина. По состанокот кој траел речиси 5,5 часа, дипломатски извори соопштија дека биле постигнати први доближувања на позициите. Меѓутоа, секретарот на Сириза изјави дека предлозите на кредиторите не можат да бидат основа за договор. Во услови на разногласија околу договорот со кредиторите, индексот на вредноста на акциите на атинската берза предпладнето забележа драстичен пад.